Во ова издание, кој ќе ја води нацијата од Белата куќа во следните 4 години? Американците гласаа. Државниот секретар Мајк Помпео побара од Индонезија поддршка за етничките ујгури муслимани во Кина. COVID-19 со жесток удар врз авионската индустрија. Кои се барањата за помош? Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. САД гласаа за прецедата. За најновите информации поврзани со резултатите од изборите, следете на нашата интернет страница glasnaamerika.com и преку социјалните медиуми. А државниот секретар Мајк Помпео за време на последната посета ги повика индонезиските власти да го кренат гласот за заштита на етничките ујгурци во Кина. На патувањето во Јужна Азија, државниот секретар Мајк Помпео продолжи да врши притисок врз Кина. На средбите со индонезиските лидери, Помпео ја обвини Кинеската комунистичка партија дека е најголема закана за верските слободи во светот. Тој кажа дека таа ги брутализира ујгурите, муслимани и другите малцинства, оправдувајќи го тоа како борба против тероризмот и намалување на сиромаштијата. Вистинската цел е, рече тој, надзор и контрола. Зборувајќи пред муслиманска група, Помпео ги поттикна да покажат солидарност со етничките муслимани во Кина. Знам дека комунистичката партија на Кина се обидела да ги натера индонезиците да прогледаат низ прсти за малтретирањето што го трпат муслиманите како што сте вие. Знам дека пренесуваат невистини, приказни за стрекни ујгурци кои сакаат да се откажат од нивниот етнички, верски, културен идентитет и да ги уживаат благодетите на развој што ги нуди комунистичката партија на Кина. Кога такво нешто ќе слушнете, само едно барам од вас. Запрашајте го срцето што ви вели. САД и другите западни држави и групи за човекови права ја осудуваат кинеската влада за притворање на повеќе од 1 милион ујгури во Шинџијанг, каде се присилени на асимилација и бришење на нивното исламско наследство. Кина негира дека ги прогонува, велејќи дека тие кампови се центри за вокација. Активистите за човекови права ги повикаа лидерите од светот да проговорат против овие кампови во Кина. Джоан Лин од Amnesty International го поздрави повикот на Помпео. Кина нема добра историја на почитување на човековите права. Многу е важно светските лидери, вклучително и оние од претежно муслимански држави, да искажат загриженост пред кинеските власти заради нивниот третман на ујгурите. Помпео ги пофали домакините во Џакарта, велејќи дека Индонезија е пример за држава, каде луѓето со различна религија, од различни етнички групи и различни политички идеологии коегзистираат мирољубиво. Председателот Трамп за време на кампањата пред 4 години вети дека ќе изгради ѕид долж јужната граница со Мексико, а оваа тема доминираше за време на последната председателска дебата во САД. Елизабет Ли со деталите. Реката Рио Гранде, која представува природна граница меѓу САД и Мексико, стана неофицијален премин за едни и конфликтна зона за други. Продолжуваме да гледаме обиди за внесување на наркотици во државата, како и шверц на оружје и муниција. Се работи за криминални организации кои тврдат дека поседуваат дел од територијата низ која шверцуваат луѓе. Во Ларедо, Тексас, потребна е добра физичка кондиција за повеќе од 270 километри долгата граница. Се ослонуваме на баланс меѓу работници, технологија и инфраструктурата. Пред администрацијата на Трамп имаше инфраструктура или физичка препрека во должина од 3000 километри на јужната граница. Трамп во предизборната кампања тогаш вети изградба на ѕид на границата. На денот на примарните избори во 2016 година, Трамп зборуваше за тоа. Потребни ни се 1000 мили и го имаме потребниот материјал. Можеме многу убаво да го направиме. На последната председателска дебата минатиот месец, Трамп кажа нови информации. Имаме комплетно нов ѕид од преку 400 мили.
Марк Морган од Оделот за погранична и царинска заштита зборуваше за зидот на денот по дебатата. Речиси сме до 400 мили. Мислам дека ќе ги довршиме за една недела или 10 дена. До крајот на календарската година убеден сум дека ќе имаме 450 мили. Председателот ни обезбеди средства за вкупно 730 мили. Морган вели дека финансирањето на зидот околу 15 милиарди долари доаѓаат од повеќе извори, меѓу кои оделите за домашна безбедност и одбрана. 1,3 милиарди долари беа одобрени од Конгресот. За користење на парите сега се чека одлука од Врховниот суд. Тој нема право да ги троши парите кои Конгресот не му ги дал. Има и други судски постапки против сопственици на земјиште, кои одбиваат да го отстапат нивниот имот за изградба на зидот. За сега изградбата продолжува. Дел од новиот зид на јужната граница, означен со црвено, ги заменува постоечките препреки, додека остатокот е изграден каде не постоеше ограда, како во Ларедо. Со новиот зид доаѓа и осветлување, технологија и пристапни патишта, а се користат и други технологии како опрема за следење, базирана на вештачка интелигенција. Демократите велат дека ја поддржуваат технологијата за следење, како алтернатива на изградба на други зидови. Но Морган вели дека технологија, агенти и зид е повеќе слоен пристап потребен за да има резултат. Независно дали тоа е намалување на нелегалната имиграција или количината на дрога која се пренесува, и нападите врз граничните агенти исто така се намалија. Колку од новиот зид ќе се изгради, можеби ќе зависи од одлуката на Врховниот суд. За крај на News Flash, американската авиоиндустрија продолжува да бележи големи загуби како што COVID-19 се одразува врз економијата. Маријама Дијало со деталите. Пандемијата на коронавирус донесе тешки времења за авиоиндустријата. Оваа криза ги засени сите досегашни, вели Карл Мур од Универзитетот Мегил. Летовите беа намалени за 90% во март и април во споредба со претходната година. Има стотици илјади луѓе кои работат во авионската индустрија, а кога ќе се додадат и индустриите за патување и хотели, има милиони американци кои се погодени. Глобално, речиси 5 милиони работни места во авионската индустрија се во ризик, според пресметките на акционата група за воздушен сообраќај. Порано годинава, американските авиокомпании добија милиарди долари во готовина или во заем со цел да го одржат бизнисот. Надежта беше дека досега вирусот ќе биде ставен под контрола, што не се случи. Има подобрување во домашните летови, но меѓународниот сообраќај е многу намален. Кризата трае, а имаме и втор бран што ќе донесе повеќе заболени. Проблемите ќе траат веројатно наредните 2 години. Сите се надеваат на новиот пакет помош од Конгресот и Белата куќа. Истовремено, авиокомпаниите укинаа многу работни места, понудија рано пензионирање и презедоа други мерки за намалување на трошоците. Но некои експерти велат дека со профитот што авиокомпаниите го акумулирале изминатава деценија, можеле да донесат подобри одлуки, иако не можеле да ја предвидат пандемијата. Изминативе неколку години пред ковид, индустријата исплати огромни суми на дивиденди на акционерите и направи откуп на акциите. Земете ги назад тие харти од вредност и исплатете ги. Практично станаа без готовина. Израел Шакет во неодамнешен напис вели дека одлуките кои авиокомпаниите ги направиле минатата година биле краткорочни. Комбинираните загуби во третиот квартал на компаниите American, United, Delta, Southwest и Alaska Airlines надминуваат 11,5 милиарди долари во овој момент. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации со изборите во САД, проследете ја нашата интернет страница glasnamerika.com, следете не преку социјалните медии. Пријатна вечер. Се гледаме.